пропадна обидот невладините да седнат на заедничка маса токму во ЕУ инфоцентарот. До толку ли се плашат од мене и Гдом Шарениви или толку им е демократскиот капацитет за разговор и дебата, напиша Александар Пандов на социјалната мрежа Facebook, а ние го имаме токму него во студиото на телевизија Нова. Пандов, добре дојдовте. Зошто се откажа денешната средба? Кој од што се плаши? Зошто не дојдоа останатите членови и представници на невладините организации? Благодарам на поканата. Зошто не дојдоа? Предпоставувам она што го цитиравте од мојот Facebook статус, а тоа е дека тие се луѓе кои што нивните усти се полни со зборовите демократија, слобода на говор, но од друга страна сум пак длабоко уверен дека немаат ништо демократски во нив, немаат демократски капацитет, немаат аргументи кои што би можеле да ги спротистават со аргументите кои што ги имам и јас како представник на граѓанското движење за одбрана и политиките кои што ги застапувам. Да подсетам, таму беа поканети 39 невладини граѓански здруженија, организации и јас бев само поканет единствен од Дом. Нормално дека ја прифатив поканата, затоа што јас канцеларијата на Европска Унија ја доживувам како стратешки партнер, како пријател, како на Република Македонија и како канцеларија која што прави се за да помогне на Република Македонија. Конечно, Република Македонија и сите симпатизери на граѓанското движење за одбрана на Македонија ја гледаме Македонија како интегрирана во Европска Унија. Од тука чувствував за потреба дека имаме сега во оваа зовриена политичка атмосфера, имаме потреба, така ете, во нивно присуство. Јас колку што бев информиран, требаше и некои други ЕУ дипломати и амбасадори да бидат присутни, да ги спротиставиме нашите ставови, нашите аргументи. Другата страна не дојде. Ова беше обид на Европската Унија, но и претходно чинам дека имавте една средба заедно со невладините организации. Дали досега вака директно сте се соочиле за да ги спротиставите ставовите и аргументите? Мене прв пат ме поканија пред неколку дена, бев во неделата во МКЦ во организација на џЕФ или Македонски млади федералисти, на кои што присуствуваа неколку како дискутанти, неколку членови на различни такви невладини, пред се Соросови платени невладини организации, но јас немам никаков проблем со нив да седнам и да разговарам. Иако однапред знам дека нашите ставови, моите и нивните ставови се различни. Но, како докажан демократ, јас чувствувам за потреба дека секогаш треба да се разговара. Дали политичките партии тоа ќе го прават, дали останатите граѓански движења, невладини организации, секогаш преку разговор, преку диалог, преку дебата, можат, ние сме луѓе кои што тежнееме кон тоа да бидеме интегрирани во Европска Унија, во НАТО, а тоа подразбира диалог и само диалог. Но зошто ако некој бара диалог и демократија, тогаш не седнува да ги спротистави ставовите и да дебатира? Знаете, и на собирите на Гдом многу пати истакнувавме дека токму ова. Тие се луѓе кои што длабоко во себе се со тоталитарни, со диктаторски уверувања. Тие се луѓе кои што веруваат дека нивното е последно. Она што тие го мислат, тие што го говорат, дека тоа е единствената вистина. Да подсетам, скоро месец дена траја нивните протести, од друга страна собирите на Гдом. Со самиот собир кој што го направивме во Скопје, луѓето кои што дојдоа и дадоа поддршка на Гдом, само на тој собир во Скопје беше како бројка од 60.000 луѓе, поголема од сите тие собири што ги направија, не само во Скопје и ни цела Македонија. Да не говорам дека и претходните денови имавме и подоцна после тоа дека во сите градови ние имавме константно собири на луѓе, во кои што масовноста на нашите собири беше 3 пати, 5 пати поголема од нивната. Од тука ценам дека и нашите пријатели во Европска Унија чувствувале за потреба да
повикаат представникот ГДОМ. Исто да ве подсетам, дали кај вас во вашата телевизија, на било која дебата, јас и на било која телевизија, кога сум поканет, без разлика на гостите кои што се поканети таму, најчесто сите се тие со спротивставени мислења од моите, јас секогаш стојам на располагање за разговор. И повторно ќе кажам, верувам дека само преку разговор, не преку сила, не преку рушење на институции на систем, не преку фарбање со разноразни бои на културни споменици во градот, се доаѓа до излез од оваа политичка криза. ЕУ споменува дека средбата е откажана поради најавата на неприсуство од страна на поголемиот дел од невладините организации, но се споменуваат и безбедносни ризици. Јас колку што сум информиран, покрај тоа што неколку луѓе од тие најавиле отсуство од самата дебата, од самиот собир, имало најави, закани, не најави, закани, дека ако јас бидам присутен, дека нивната шарена револуција, односно протестирам како веќе се викаат, дека ќе имаат протести пред канцелариите на Европската Унија и дека ќе офарбаат во бои и канцеларијата на Европската Унија. Не стивнуваат протестите и на протестирам, докаде се собирите на ГДОМ, кои се идните планови и чекори? Па ние сега будно ја следиме после минатата недела настаните кои што се одвиваат во Република Македонија. Ние длабоко веруваме дека ова што е сега случено, ние сега имаме политичка влада која што има полн капацитет, има поддршка од мнозинството избрани пратеници во собранието. Веруваме дека таа влада е способна да ги донесе оние реформски закони, односно поголем дел од нив и се донесени веќе сама минатата недела. Да подсетам во присуство на американскиот дипломат Хојтли, на германскиот специјален пратеник на госпоѓата Меркел, што ќе рече значи со нивно одобрување. Верувам дека во наредниот период работите ќе се движат кон стварање на услови за нормални и признаени избори од опозицијата. Не верувам дека протестирам, односно шарениве, како се викаат, шарена револуција, дека ќе го држат тој интензитет, доаѓаат летни одмори, а кај нив тоа е веќе сериозен сигнал. Викендот е добар сигнал за патување на одмор на викенд, а не пак кога ќе започнат летните одмори. 10 јуни е распуст и мислам дека тие веќе немаат капацитет, немаат сила. Има таму некои зовриени глави, некои 100 луѓе, 200 луѓе кои што верувам дека и понатака ќе протестираат, но работите си доаѓаат во нормала, колку што ги следам нештата, па и оние кои што се најекстремни, експонирани веќе си добија и казни парични, минимални 50 евра, но сепак тоа е, значи функционира државата. Они постојано се повикуваат на тоа дека јас сум барал нивно окинување, сум барал нивно стопирање со работа. Повторно да кажам, тоа е кажано и во минатото, сега и во иднина. Секој еден поединец, секој едно движење, граѓанска организација, невладина организација, политичка партија, која што работи против интересите на Република Македонија, која што на секој начин гледа да ги урни за незините институции, кој што на најбуквален начин ги фарба, се тепаа со полицајци, верувам дека државата треба да си ги превземе работите во своји раце и тие или да ги санкционира или да ги забрани. Благодарам што бевте дел од овој информативен преглед на телевизија Нова. Благодарам на поканата. Почитувани, го слушнавте Александар Пандов од Граѓанското движење за одбрана на Македонија. Останете со телевизија Нова.